Драги мои, реков дека Ниче Димовски е повторно со нас. Здраво живо и добро дојдовте во студиото на Македонска академија. Господ со нас македонците. Амин, за многу години нека повелете. Реков дека денеска ќе говориме и ќе продолжиме таму кај што застанавме со единствена цел, бидејќи народот македонски навистина беше возбуден и секако заслужува да дознае повеќе од она што ние досега говоревме. Верувам дека имате што да говорите, да продолжите. Да, ова што ќе говориме не е екзактна наука. Ова е вистинската вистина за Македонија и македонците. Ќе говориме за пораките кои преди илјадници години ги испратија нашите предци и сега токму сега допираат до нас. Секогаш кога Македонија е во опасност, пораките од предците доаѓаат кај нас за да помогнат. Ќе говорам онака како што говореше Свети Климент. Тој велеше, подобро е да кажам 5 збора разбирливи откако 1000 неразбирливи. И покрај тоа што денеска со неколку збора ќе треба да ви кажам 1000 работи. Ќе фатиме повеќе работи и езотерија, и хемија, и математика, и физика, но ќе настојувам да биде во целата таа бахотница јасно се на сцената. Ќе зборуваме за настанокот на светот. Ќе зборуваме за двете теории. Дарвиновата теорија и религиозната црквата. Ќе зборуваме за едно прашање кој секој си го поставува. Од каде доаѓаме и каде одиме? Милиони години, илјадници милиарди луѓе умреа и се родија на земјината топка со едно единствено прашање. Од каде доаѓаме и каде одиме? И во 6 милиарди луѓе живеат на земјината топка. И секој, свесно или несвесно, подсвесно, се го поставува истото прашање. Кои сме? Од каде доаѓаме и каде одиме? Ќе го објасниме тоа прашање кое е многу комплицирано и затоа ќе пробаме на наједноставен начин да го објасниме. Ќе започнеме со теоријата на Дарвин. Кој го направи тоа да црквата и Дарвин си го поделат светот и народот? Зошто беше потребно тоа? Теоријата на Дарвин, изразена според математика, е исто како да едно торнадо помине на еден отпад, собере метални делови и во самиот тој лет создаде Боинг 747. Фикција. Нешто што е невозможно. Морам да го објаснам подетално. Да речеме, милиони години недостасуваат во теоријата на Дарвин. Воопшто нигде на земјината топка не е најдено еден фосил да помине од рептил во птица, односно меѓуфазата не е најдена нигде. Што значи дека тоа не постои. Исто така, многу интересно е создавањето на клетката. Потребни се 200 гени. Во тоа време биле потребни се 200 елементи. Во тоа време биле потребни, да речеме, 128 елементи, од кои само еден да недостасува. Не може никако да се создаде. И бидејќи калциумот го има во огромни количини, во морињата и океаните, во никој случај не е можно да се создаде клетката. Што би кажал народот, кој беше прво, јајцето или кокошката? Тоа е научно другачие, на подруг начин кажано, се мисли на тоа дека секое ткиво има мембрана. Што е прво создадено? Мембраната или ткивото? За да може да се одвои едно од друго, треба едното да биде прво создадено. Но едното без другото не е можно. Ако е се толку јасно, зошто науката застана на страната на Дарвин? Ако е се толку јасно зошто науката, тука лежи проблемот. Науката застана за тоа што немаше друго решение. Тоа е една од причините, но главната причина е што некој сакаше да ја пробутка неговата теорија. Зошто? Затоа што
постојаат центри на моќ. Доколку луѓето поверуваа во Господ Бог, почитуваат 10 Божји заповеди и материјалното на земјината топка ќе немаше апсолутно никаков сјај. Никој немаше да трча по богатство. Луѓето ќе го имаа се она што го сакаат колку што им треба, бидејќи се е суета. Знаат оние што одат на погреби. Секогаш поповите велат. Се е суета, безпотребно се трудиме да го собереме целото богатство на светот. На крајот ќе заминеме онаму каде што се и просјаците и царовите. Колку концентрацијата на капиталот? Концентрацијата на капиталот се работи за одредени центри на земјината топка кои сакаат да манипулираат со светот. Многу беше важно да не се поддржи религиозната теорија за постоењето на Господ Бог. Центрите за капитал на земјината топка се неколку, но би го спомнал најмоќниот центар за капитал на земјината. Тоа е фамилијата Рошилдови, односно Ротшилд со своите 5 синови. До ден денес таа фамилија има направено толку многу работи што ни треба неколку емисии да збориме. Ќе се потрудам на еден многу краток начин, на едноставен начин да можам да ви објаснам што се има направено. Јас верувам дека нема да ги шокираме гледачите, оние што имаат се сретнато со фамилија Рошилдови, се проучува и во економијата и во други науки, знаат за Рошилд. Фамилија Рошилдови ја прави првата светска војна. Го наоѓаат Наполеон, ги проценуваат добро неговите способности. И тие го воздигаат од обичен каплар до прв човек на Франција. Многу е интересно да се каже дека единствено Наполеон Бонапарта ја открива заверата на Рошилдови. Само тој единствен досега. Кога открива тајната, која е заверата, тие нормално го тргаат, го носат на островот Света Елена. Наводно дека бил диктатор, а всушност тие го создаваат. Го носат на островот Света Елена, кој се наоѓа 500 километри западно на брегот на Африка, и таму со него има 20 на луѓе кои нормално му готват храна, му приготвуваат, му чистат, бидејќи сепак бил прв човек на една држава, на една империја. Човекот умира таму, а луѓето се враќаат од таму. По 20 години Франција го рехабилитира посмртно. По наредба да се откопаат моштите и да се донесат во Франција. Токму тие 20 луѓе одат таму на островот Света Елена. Го откупуваат гробот. И кога го откупуваат гробот, кога го отвараат, гледа дека сите околу гробот на местото кај што се наоѓаат се постари за 20 години. Само еден беше истиот. Бонапарта. Бонапарта беше труен со арсеник. Арсеникот ги конзервира клетките и не дозволува распаѓање на телото. И затоа телото не му беше распаднато. Формулата за откривање беше пронајдена дури 50-тите години и точно се утврди како е труен Бонапарта со арсеник. Ставано му е во виното, мислам теоријата е после утврдено, е проучувано кој бил можниот човек што го труел, откриено дека неговиот кувар, кој не бил женет, немал причина да остане толку долго на островот. Труењето од фамилија Рошилдови доаѓало преку него. Со откривање 50-тите години се открива и труењето затоа што тој испраќа неколку Наполеони со прамен од неговата коса до своите роднини. И така е откриено точно како е. Сакам нешто да прашам. Што имаме ние македонците од се тоа? Па би морал накратко уште еднаш само за Рошилдови да кажам, исто така тие го создаваат и Хитлер. Уште поинтересна работа. Која е причината? Создавање и концентрација на огромен капитал на пари. Манипулација со се што е на земјината топка во однос на материјалните работи. Значи,
манипулација на берзите, манипулација со енергенците на нафта. Премногу знам дека е кратка емисијата, затоа ќе морам пократко да објаснам. Разбираме за центрите на моќта, претпоставам. Да, центрите на моќта, значи фамилиите. Центрите на моќта, ние зафативме само една од фамилиите. Многу е интересно да се каже дека тие кои создаваат комунизмот, најстрашното нешто на земјината топка. Зошто? Јас не сум против комунизмот, но морам да кажам зошто. Тоа беше догма каде што луѓето намерно го направија тоа Енгелс и Маркс, за да можат луѓето да ги оддалечат од Бога. Само онаму каде што не е Господ Бог, таму е злото. Тие многу добро ја знаеа формулата. Ако ја сокријаа тајната, дека Господ го создал светот, тогаш можеа да манипулираат. Точно и така манипулираа и со Русија, и со сите комунистички земји, со најопасното нешто на земјината топка. Значи тоа беше орудието во рака, се носе Тоа беше орудието во раката на центрите на моќ. Да се закучи менталниот чип на народот, на човекот, да не знае од каде потекнува. Тука е прашањето, што имаме ние македонците се тоа? Што имаме ние македонците? Многу добро прашање. Ќе морам да ја прочитам за побрзо да одиме. Да. Одговорот е кај нас македонците на кој ни е доверено чувањето на најголемата тајна на светот. Во 7. век пред нашата ера, кралот Херакле го гради манастирот во централна Либија кој се вика Силуах Сива. Во него врховното свештенство на империјата ги држало тајните документи за историјата и иднината за светот и оттаму определувале кога завршува старата религија, а кога започнува новата. Ја чувале тајната на Ма. Александар III Македонски е првото несветовно лице на кое му е дозволено да влезе во манастирот Сива меѓу врховните свештеници. Тогаш тие му ја даваат тајната за доаѓањето на новата религија. Александар III Македонски тајните ги носи во Пергам. Оттогаш почнува да се подготвува доаѓањето на новиот духовен водач, кој им е доверено на македонците. Тајните се чуваат во куќата на Марија. Од фамилијата на Марија по распнувањето на Исус овие тајни се носат во Париз, а оттаму во Шкотска кај фамилијата Синклер. Во фамилија се гради црква за масоните, во чиишто темели се ставаат тајните. Некои во меѓувреме се украдени од евреите зидари. Подоцна во 1800 година се формира и лондонската ложа, но шкотската и лондонската се во конфликт. Вистинска е шкотската. Како и што реков, тајната за новата религија му е доверена на Александар Македонски и македонците. Тоа се чува кај масоните и таму пишува: Севишниот Господ Бог го испраќа Синот Божи кај македонците и нив има доверува тајната за создавање на новата ера. И Исус и мајка му и сите 12 апостоли се македонци по потекло. 12 години по раѓањето Исус го подготвува за духовен водач. 9 години недостасуваат од животот на Исус Христос. Тоа е времето кога тој заминува од Тибет, затоа се вели дека будизмот е старо христијанство. Оттаму ги донесува одеждите, камбаните, свеките, тропалото, клепалото во манастирите. Исус 2 пати бил во Македонија, во градот Бер. Гробот на Исус во Ерусалим го изградиле македонци во црква направена од багороден камен емералд, зелен по боја. По доаѓањето на турците обесени се 7 архиепископи при Сарај во Истанбул. Изземени се клучевите од црквата на Исус. Свети апостол Павле е роден во Филипово, град во Тракија. Во 42-та година се враќа во своето родно место Филипово и тогаш наредил црквата од Филипово да се премести во Визант до Цариград. Тоа е едно мало место, Визант до Цариград. Денес таа црква ни е позната како Света Софија. Претходно, свети апостол Павле ги гради црквите во Солун и Бер. Црквите така седеле до времето на Јустинијан во 358 година, кога е доградена Света Софија во Цариград. Кога се завршила изградбата на црквата Света Софија, царот Јустинијан застанал пред неа со окренати раце и викнал: О Соломоне, те надминав преку ова кубе, Господ наредбите ќе ги дава. На последниот Вселенски собир во Никеја, во 7. век од нашата ера, Охридскиот архиепископ добил полномошно да осветува нови цркви на народи, ако мајката црква во Константинопол била презафатена. Тогаш, впрочем, дијацезата на македонската архиепископија протегала во Романија, Србија, Далмација, Хрватска, Сицилија, Северна Италија и Бугарија. Последниот Вселенски собор го држат македонскиот Вселенски патријарх Константинополски господин Доситеј,
патриархот на Александрија, патриархот на Ерусалим и Палестина, етиопскиот патриарх и епископот Охридски со аманет дека после 1000 години повторно ќе се состанат. За жал, до денес се уште не е одржан. Вселенскиот собир не е одржан се до денешниот ден. Русија со Турција води 7 војни во 1856 година. Водена е последната војна. Начело на Русија тогаш е кралицата Екатерина Хабсбуршка од династијата Хабсбурговци. Германските династии владеа 90 години со Русија. Таа ја прекинува традицијата на чело на Вселенската патриаршија да биде македонец патриарх. Сакале да владеат со Европа, Русија и Средоземјето. Бидејќи краен народ до крайбрежјето биле грците, руската царица Екатерина сметала дека преку грчкиот народ ќе завладеа со Средоземјето. Целата збрка во историјата ја прави Ото први Хабсбуршки во 1831 година кога доја за крал на Грција. Тој си го носи историчарот Дројзен, кој за прв пат во историјата го воведува терминот хеленизам, кој никогаш дотогаш во историјата не постоел. Грците немаат никаква врска со христијанството и црквите. Всушност тие ги распнале свети апостол Андреја и свети Лука на Пелопонес. Свети апостол Андреја, добро е да се каже дека кога го распнале, русите го превземале косата црта од крстот, затоа што кога го имат распнато на крстот, го распнале на косо и затоа точно во долниот дел се наоѓа таа коса црта. Инаку грците, христијанството го примаат 313 година во оваа вера. Јас би замолил доколку режијата ја обезбеди молитвата, ова е ексклузивна можност да емитуваме молитвата. Беше предизвик да ви дадам можност да го прочитате тоа што го напишавте како ваше размислување и ваша анализа и за гледачите да ги подсетиме во секој случај дел од историјата. Но која беше причината што се криеше тајната и зошто сите беа против Македонија? Морам сега овде да објаснам. Значи, Господ Бог Исус Христос е Божјо чедо, пратен на македонците. Да не ги повредиме правата на црквата, на верниците. Господ Бог е шестото ниво, токму на тоа ниво кај што е седмото ниво со вистинскиот Бог. Неспорно е тоа дека Исус Христос е даден на македонците да го подготват. Единствен народ на земјината топка на кој му е доверено да донесе нова и да му се даде Божјото чедо, да се чува. Исто така, неспорно е, подоцна ќе кажеме која е причината што не е влезена македонската црква во Вселенската патриаршија во Цариград. Исто така, македонската црква е останата најчиста црква, таа и двете украински, кои не се влезени. Која е причината што украинските не се влезени? Да, вие зборите, меѓу другото, ако ми дозволите, вашите размислувања кореспондираат на фактот, на претпоставката, дека постојат сили кои работеа за разнебитувањето на македонскиот народ. Која беше целта? Целта беше таа, создавање на капитал. Создавање на капитал. Доколку имате капитал, може да манипулирате со светот. Затоа на Запад луѓето се претворени во слободни робови, јас би ги нарекол така. Затоа што тие работат од сабајле до вечер. Тие немаат живот за себе. Некој ги манипулира. Замислете што се случува со берни агенциите. Колку беше нафтата пред неколку месеци, колку е сега? Зар таа е реална цена на производството на нафтата? Манипулацијата се прави од сите сфери, буквално напајаат на сите сетила, само за да можат да владеат со светот. Така. Јас би замолил режијата, ако ми дозволите, со молитвата би сакал да емитуваме со тоа што навистина таа молитва е многу силна, таа е не само што е инспиративна, таа има силна моќ да го потсети македонецот уште еднашка. Јас би се заблагодарил на екипата која работеше од македонската телевизија на... Во интерес на времето ја би замолил да во едно еве ја им се заблагодарувам на екипата која ви даде поддршка да ја реализирате молитвата. Почитуваме ова ексклузивна можност да ја проследиме молитвата, илустрирана на еден мощен, ексклузивен и необичен начин, што само на овие простори може да се долови фактичката вистина. Ве молам да одиме со молитвата.
Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Господе, премили Боже, кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, за чедата загинати за Македонија? Со илјадници години крвариме. Раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, Ти единствен кој што си на небото. Само Ти ја гледаш нашава мајка, на 4 страни распната како Синот Божји. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината, нам и на светот. Зошто Свети Никола насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец. И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседиве наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашата правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на Свети апостол Павле насон му се јави македонец и му рече: дојди во Македонија и помогни ни. И Свети апостол Павле ја послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години, само во Тебе веруваме. И во 2000 цркви и манастири се молиме. И од вечноста Тебе те чекаме. Веќе и не паметам, но знам, јас, Македон од Говрлево, 2000 години сам со Бога сум. И пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушај ја молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана, за големата мајка Македонија. И зачувај ме, Боже, со Твојата благодат. Господи, Божи благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Когаш со вас од вечноста јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, затоа што овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено, да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив. Белата македоноиди, жолтата монголоиди и црната негриди, останатите сите мулати. Од вас македонците, потомците на Македон, белата раса ја зачнав и од кај вас започнато си е до Јапонското море. Сите бели луѓе ваши браќа си, затоа што носат ген македонски, и сите преселби од кај вас кон север започнаа.
Kokino, Porodin, Dobor, Angelci, Barutnica, Govrlevo. Каде и да копнете, вистината ќе најдете, кои сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души, вистината со илјадници години ја прекриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и цвеќето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам и еве сега повторно ви давам. Вие ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели, за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија, животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели, за сите вас кон Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам, јас сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски, да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што нив јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас македонците светот да ја дознае. Оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено, целиот свет вистин спознае, да види дека чест и благослов е да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми, овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радост, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден, во вечна Македонија. Блажено. Амин. Благодарам на сателитската програма на уредничката Татјана Петровска, режисерот Денчо, што еве даде еден прекрасен напор направија да ова читанка, јас ќе наречам господинче читанка, да има секој дом македонски, каде да е во светот,
и секој ден денот да го започне со оваа молитва, за да се подсетат и се запознаат со основните фундаменти на нивното постоење. Верувам дека ова треба, вие да се работи на проектот да се титлува и да се испрати и во Ватикан, односно и до центрината на моќта, доколку ми дадете за право. На ваков начин се дефинира Македонија, се бори, се врши една кампања за Македонија, се представува Македонија, ќе се согласите со мене. Точно така. А не со демагошки пристап и праќање пораки од центрите на моќта, во каде државата треба да се смени, модифицира за незиното величество, да речем височество, храната која нас дека ќе не обстои. За подсетување дека нашите предци гладувале, беа стрелани, беа под сабјата ставени, главата им беше ставена под сабја и ден денеска обстојуваме со името Македонија. Значи, ќе ми дозволите, со оглед дека емисијата е на срце ми лежи и на срце ми тежи, сакам уште малку да поразговараме и сакам и гледачите со вас да говорат. Спомнавте за нивоата, што мене ме потикна и граѓаните, у секој случај гласот на народот. Можете најтаксативно да ни дадете една дефиница што станува збор. Имавме случај пред неколку дена во Скопје, имавме исцелител, може би неверните Томи или тие, навистина што не веруваат во силата Божја и моќта Божја, што и вели и Светото Писмо дека ќе има лажни пророци, лажни предскажувачи, но и пише и се предскажува дека ќе има луѓе кои ќе имат моќ, дека ќе можат да лекуваат, но да не се злоупотребува. Дали тој медиум, тој простор, да речеме тоа ниво што го спомнавте, четвртото, може да се спомне со ова што не се случува неодамно во Скопје? Или е сосема некоја фарса? Тоа што се случуваше во Скопје, сега треба многу да се објасни, на наједноставен начин ќе го објаснам, тоа е плацибо ефект. Ако некому поверувате и да сте во трета фаза на рак и да ви даде чаша вода и да ви каже дека тоа е лекот и го испиете, состојбата на мозокот, тие 25 до 30 милиарди неврони ќе направат да со огромна брзина се регенерира телото. Тоа постои и е докажано. Всушност тоа е тоа. Оние луѓе кои го знаат плацебо ефектот, може и да го злоупотребат, да речеме бајашки или други работи. Но поинтересно е они што не го знаат. Тој што ќе поверува, кој ќе појде негде. Него ќе му се случи тоа што го бара, бидејќи во Библијата пишува: двајца ќе се здружат, ќе добијат се што ќе посакаат. Тие двајца се човекот и мозокот во него, односно Богот човекот кој нас Господ Бог ни го дал на сите луѓе. Тоа е многу комплицирана работа која би требало да објаснам со часови. Еве најкратко ова што можев да ви објаснам, додека за нивоата е нешто што нивоата ќе ви објаснам на следниот најкраток начин. Растенијата се првото ниво, животните се второто ниво, човекот е третото ниво. Четвртото ниво, полека но сигурно светот поминува во тоа ниво. Животните проаѓаат во трето ниво. Сега се виде пред некој ден во Бразил. Која е логиката едно куче да оди да спасува друго куче на автопат? Кога знаеме дека животните инстинктивно реагираат. Некои од животните веќе поминуваат постепено во третото ниво на размислување, додека човекот поминува во четвртото ниво. Го објаснивме тоа во претходната емисија, која е причината. Пример фативте со кучето, да? Да. Која е причината што луѓето поминуваат во четвртото ниво? Тоа е многу нормална работа, бидејќи луѓето со тоа ќе може да комуницираат телепатски, исто како онака како што кога Едисон и Никола Тесла кажуваа дека ќе се пренесува и струјата и звукот безжичено, тогаш тие не им верува, им се подсмеваа. Тоа го кажува сега квантната физика. А го имаат први напишани Сократ, Питагора и Платон. Целата психологија е заснована, значи денесната светска психологија е заснована на привлечноста. Привлечноста, човекот е магнет, она што го мисли го привлекува и тоа му се случува. Значи кога дојдовме сега до четвртото ниво да го објасниме петото ниво, човекот постепено, да кажеме уште тоа, поминува во четвртото ниво. Тоа се случува од причина што се зголемува енергијата, бидејќи енергијата на земјината топка не се губат покрај четирите елементи кои ги создаваат. Само ја менуваат формата, поминуваат од енергија во материја и постојано се задржуваат. Но професорот, да речеме,
Лазаров тврди дека од 94 година навака се зголемува енергијата на земјината топка. Нема да навлеземе зашто е таа широка материја. Поминувањето во четвртото ниво веќе ние можеме да комуницираме со нешто кај што е запишана универзалната меморија, односно со самиот Господ Бог, онаму кај што никој не може да допре. Тоа ќе ви го објаснам на многу едноставен начин. Се случи во 2001 војна овде кај нас. Токму да се, да. Зошто токму на 11 септември се случи нападот во Америка? Беше нападнат светскиот трговски центар Пентагон и неколку илјади луѓе ги изгубија животите. Од тогаш, значи секое зло е за добро. Војната која се случи во Македонија беше зло, но беше за добро. Од војната сите работи тргнаа на добро према Македонија. Која беше причината? Постојат екипи во ЦИА кои работат долги години, кои можат да влезат во четвртото ниво и да ги видат работите онакви какви што биле, дури и како што ќе бидат. Кога тие го открија тоа и го известија шефот на ЦИА и председателот, им кажа, велат, имаме проблем. Сакавме да направиме измена во универзалната меморија. Ги имаме допрено македонците. Треба веднаш да се повлечеме. И тогаш се случи, бидејќи осетија дека целата негативна енергија се пренесе, прво се рефлектираше кај нив, а потоа целата негативна енергија се пренесе врз Авганистан. Многу добро знаете. Тоа што се случуваше со Бин Ладен. Тоа е најдобар доказ, еден од доказите, има многу, илјадници докази има, но можам да ви кажам која е причината за да им разјаснам на гледачите што се случи после војната и зошто секое зло е за добро. Македонците, исто како што регата се чисти со киселина, душата се чисти. Македонците досега поминаа низ многу големи тешкоти. Она што го помина македонецот, тоа никој го нема поминато во однос на народите. Сите се свртеа токму против нас, затоа што сака да ја сокријат тајната за создавањето на светот. Доколку се откриеше тајната, сите ќе веруваа во Господ Бог. Никој немаше да трча по материјалното, нема потреба. Немаше да постојат болести, омраза меѓу луѓето, што ни го наметнаа олигарсите во светот, центрите на моќ, тие неколку фамилии. Петото ниво е ниво кај што постои само информација, да речеме, тоа се духовното ниво, ниво на мртвите или било како да кажете, таму постои информација. Шестото ниво е самиот Исус Христос, нашиот Бог. И седмото ниво е таткото на Исус Христос. И токму затоа има 7 бои во виножитото. Атомот е составен од 7 орбитни елементи, 7 звуци во музиката, ноти во музиката. Исто така 7 енергетски полиња, чакри, не е зборот чакри, енергетски полиња кај човекот, кои придонесуваат за старење и умирање на човекот. Чакрите функционираат на тој начин што, кога се отворени, константно, до 40-та година функционираат константно. После тоа се врши паѓање на одредени чакри, за да се направи нивелација на чакрите, потребни се вежби, кои македонците ги знаеле. И затоа имале толку јака војска. Се е тоа кодирано. Кодирано кај македонците. Многу работи кои што дури сега ќе се откриваат. Дозволено е на македонците најмасовно, како македонци, први да навлезат во четвртото ниво. Има и во други народи. Неспорно е. Значи, го има тоа. Да не навлегувам кај... Да не ги набројам кај Саи Баба или кај други. Но, масовно, случаи кај оние што се македонци, што го носат меморирано кодот во својата ДНК. Тоа ќе биде многу скоро. Кога? Во прошлата емисија го кажавме, со почнувањето на славењето на празникот Ксантика. Ќе се случат многу промени кај народот. Тоа е бришење од лентата на меморија. Лентата на меморија исто ви објасни во прошлата емисија, да не одземаме време. Да, бидејќи да. Сакаме гледачите да ги вклучат. Она што е чистење од негативната енергија, од она што буквално е отпад од телото. Македонците тоа го знаеле, го правеле. Хесихиос прв го спомиња пред 8000 години. Вели македонците слават еден празник кој многу
многу е емотивно го слават и со големи чувства и емоции. Запишано е прв пат пред 8000 години. Господин Димовски, да ви кажам искрено, како автор на овој проект, може би гледачите ќе се прашат, зашто два пати ве поканив? Ве поканив со една единствена цел, ја би ја замолил режисерата да ги подготви рекламите кратки се втор дел. Единствена цел што Македонија се наоѓа во една каша ситуација, каша попара. Не може еден човек, една група луѓе да се спротивставуваат на ездата која е евидентна во светот, дека сакаат по секоја цена да го сменат името, модификација на се она што значи идентитет на Македонија. И самите центри на моќта се збунети уплашени за тоа што постои една единственост кај граѓаните во Македонија, дека не може некој да застане со сила да го смени она што од Бога им е дадено. Целта ми беше да ве поканам, а сакаме и да ве замолам, како да ги вратиме, да ги замолиме македонците, да дојдат да инвестираат, да живеат, не се работи за пари, да бидат дел од својата мајка, матица држава, со оглед дека сегде во светот и израелците тоа го направиле, ни утре и сад ќе го имаме ексклузивно, значи да ја прошират својата татковина и популационо, интелектуално и финансиски и така натаму. Тоа прашање ќе ми одговорите по рекламите и се враќаме во студиото. Може? Реđe одиме со рекламите. Рековме како до пријатели, не сакам да збориме за непријателите, но евидентно дека Македонија има еден беден, не беден, да речеме еден облак од негативна енергија, кои сакаат по секоја цена да ја модифицираат, да ја променат. Зошто е тоа? Немаме време, иначе би кажал, рециталот на Плевнаш е многу интересен. Вели, непријателите на македонското национално единство испратиле човек да ме убие, го подкупиле со 10 лири и го испратиле да ме убие. Јас честопати шетам по Џумајскине, по Кукушкине, по Велишкине пазари и гледам како се движат цените. Еден вол чини 100 лири, вамо овега го испратиле за 10 за да ме убие. Како е возможно еден македонец да биде 10 пати поевтин од еден вол? Тоа е прашањето. Но, да бидеме благодарни што имаме непријатели. Непријателите ни помогнаа најмногу. Сите непријатели, независно кои се. Затоа што непријателот ти го покажува патот по кој треба да одиш. Непријателот е целта до која си тргнал. Ти ги исправа грешките. Тоа е најдобриот критичар. Затоа ние имавме толку непријатели. За да сочуваме тајната и за да можеме да се издигнеме преку своите непријатели. Доколку ги немавме, немаше ништо да се случи. Токму онака како што ви кажа, војната во 2001 и сите други војни, и сите зли работи што се случувале. Но многу е интересно да се каже тоа што многу е важно. Еве имаме непријатели, не сакаат да влеземе во Европската унија. Многу е добро да не влеземе. Европската унија е загадена со пестициди, само Македонија остана настрана, благодарејќи што сме посиромашни. Зошто црквата не влезе? Уште поинтересно прашање. Црквата наша е најчиста црква, македонската и украинската. Останаа настрана и затоа се најпродуховени. Доколку само една свеќа запалите во македонска црква, тоа исто како во сите цркви да запалите свеќа во светот. Зошто украинската? Затоа што 168 лето господово. Македонската аристократија, генералите на Александар бегаат Украина, во Украина. И таа се нарекува Украина. Украина е македонската аристократија и генералите. Таму е железото. Зошто неслучајно украинците ни помогнаа и со своји авиони во војната, во последен момент кога требаше и со своји пилоти. Тоа е преседан до сега. Не е запамтено некои своји пилоти да пушти во туѓа земја, да се борат. Замислете што ќе се случеше ако некој од нив погинеше. Но Господ ги чуваш, ниеден не погина. Што мислите, зар не е тоа Божја промисла? Токму го земавте зборот. Божја промисла е 2001 да се откријат вистините за Македонија. Токму така. Секое зло е за добро. Се што ќе се случи лошо на Македонија само е растење преку тоа. Ние треба да им бидеме благодарни на грците ова што го направија. Погледнете што се случува кај нив. Таа концентрација на негативна енергија према униформата, према полицијата. Како бумеранг. И да ве запрашам, за Грција и сегде кај што има грци, а не во воден и костур. Која е причината? Тоа е таа негативна енергија која тие го крадоа на својот грчки народ. Мислејќи дека со тоа прашање постојано што ќе зборат против Македонија ќе направат нешто големо. Не.
Тие украдува само енергијата од својот народ и сега им се враќа тоа како бумеранг. Не правиме го некому тоа што не сакаш Не тебе. правиме го некого. Ние чудиме со еден рецитал од 9 секунди и веднаш Јас два-тројца би го мора да кажал вклучам. само, значи морам да кажам веќе кога сме кај грците. Исто е тоа како кога би испратиле една порака. Ќе им направим нешто страшно на грците. Ќе ги лишиме од непријател. Ќе ми испратиме љубов, затоа што ние имаме љубов и добрина. Кога некому ќе му испратиш љубов и добрина, тој нема никаква моќ према тебе. И ќе ми испратиме една порака. Порака која вели, земја која вие со крв ја освоивте. Ние нити ви ја продадовме, нити ви ја дадовме. Ние ви ја дадовме да ја чувате. Сакајте ја, почитувајте ја, љубете ја, но никогаш немојте да заборавите. Секогаш кога вашите деца ќе си играат во секоја река, во секој потоče, под секое дрво, ќе биде нашиот дух од предците. И кога еден ден нашиот Севишен Господ Бог со својот здив ќе помине и ќе ги откорне плитко закопаните ваши гробови и ќе ги отврли онамо од кај што дојдоа во Азија и Африка, преку белото, сивото и црното море. Тогаш македонецот ќе воскресне како феникс од пепелот и повторно ќе се врати свој на своето. Тоа со љубов им го испраќаме. Значи тоа е неминовен процес кој е запишан во универзалната меморија. Господе, послушај го плачот Да, ве молам рециталот мој. на мајка Македонија. За прв пат од среќа плаче кога виде дека ние се враќаме. Доволни беа солзи, мајко, за нас оставени и изгубени, по сите меридијани, границата на империјата, под Химелаите да ја чуваме. Благословени да сте, браќа и сестри македонци. Дојдете сега, царот ве вика да се прегрнеме, да се обединиме и да извикаме вечна е Македонија. Драги мои, само двајца мора да вклучам од вас, бидејќи навистина нема да ми биде денот добар ако го немам народот. Ќе ми дадете можност режија, ве молам нашите телефони само двајца гледачи да вклучам. Тоа ќе биде голема чест и задоволство, нека ми простат моите браќа и сестри во светот, кај што и денеска не ги вклучив повеќе во поголем број и вчера исто така замолив да најдобро говоревме за туризмот, што некој со години го фрла под тепик, бидејќи Македонија Господи дал и езера, и планини, и цркви, и манастири, значи не е додено од некоја друга галаксија, тоа е свето и постојат новија простори, но некој свесно ги суспендира. Само двајца, ако можам да вклучам, бидејќи на срце ми лежи, на срце ми тежи, нека дадате една оценка за ова ние што денеска говориме со господинот Ниче Димовски. Повелете. Добар ден. Добар ден. Со почит Томич нема да се најавам, пошто сум позната особа. Сакам пораката да ја пратам до вас, до народот. Тоа што требаше да стаса. Пред 3 месеци веќе. Значи, сите кои се непријатели на Македонија во догледно време гледате што ќе се случува повеќе отколку во Грција. Уште една друга порака, сите млади, сите што зедоа да носат бројаници на рацете, да ги искористат, нека ги прашаат свештените лица што тоа значи. Ете, имаме убава молитва, секој човек кој има бројаница на раката, толку пати барем во денот да ја прочита молитвата. Исусовата молитва. Толку повеќе молитви, толку повеќе вистини. Благодарам многу, уште еден да вклучам. Благодарам. Но да не ги се ситиме се на нашите соседи, ние не сме достојни да судиме. Повелете, кој се јави? Ало, добар ден. Добар ден. Господ на помош нека ви. Амин. На срце ми лежи да ви ја кажам вистината. Дека Бог и тебе, господине Томич, и овој млад господин смирен, што зрачи со духовна смиреност, не нахранува нас македонците. Одамна го знаев ова што го кажуваше господинот Ниче. И кога ќе зборевме, преди 10-15 години овие ги работи, ни се подсмеваа. Сполај му на Бога, што дадова таква личност, што се створила овде у ова Божја земја, ќе се осознае вистината и Господ
Нека биде волјата на Бога. Амин. Бидете ми поздравени. Благодарам многу да сте живи и здрави сите секаде во кабинетот. Ние ќе се одјавиме со молитвата, повторно со рециталот. Благодарам многу и посакам добро здравје, добар и сретен пат кај ќе одите. И ве очекувам по завршувањето на вашата мисија да дојдете во Народниот парламент во гласот на народот. Која е вашата порака? Пораката до нашите во диаспората. Она што го слушна, дојдете браке да се прегрнеме, да се обединиме и да извикаме вечна е Македонија. Сакајте Македонија онака како што јас ја сакам, без суета. Сакајте од срцето. Ако сите ја сакаме така, овде ќе го направиме рајот на земјината топка, затоа што кога Господ делеше земја ги заборави македонците и тие појдоа кај него и го праша зошто не заборави. Тогаш Господ им рече: јас навистина ве заборавив, но ќе ви дадам парче од мојата рајска градина. И тогаш Господ им ја даде Македонија. Да сте живи и здрави, уште еднаш со порака, навистина дека е рајска градина, докажува фактот што никогаш никој не може да уништи. Кој се обидел, се само уништил. Не поништа, туку да се освестат и да почитуваат ова златна, света, библиска земја. За многу години одиме уште еднаш со рециталот, тоа е кратка верзија, а утре ве очекувам во 20:30 ексклузивно за прв пат израелскиот амбасадор за Македонија ќе говори во гласот на народот и прв пат ќе се обрати на македонската јавност и македонските медиуми во 20:30 на МРТ, но истовремено сме на сателит за многу години. Останете со нас. Господе, послушај го плачот на мајка Македонија. За прв пат од среќа плаче кога виде дека ние се враќаме. Доволни беа солзи, мајко, за нас оставени и изгубени, по сите меридијани, границата на империјата, под Химелаите да ја чуваме. Благословени да сте, браќа и сестри македонци. Дојдете сега, царот ве вика да се обединиме и да извикаме вечна е Македонија.